Еден од проблемите со кои континуирано се соочуваме и во центар и во Скопје е соодветното осветлување на јавните површини. Тоа не е никаква тајна. Ние многу искрено и како советници, како градоначалник кажуваме дека сето што го гледавме со децени назад, па и овие години, не можеме да бидеме задоволни од системот на јавно осветлување, не можеме да бидеме задоволни од услугата која што требаше да биде сервисирана на граѓаните, затоа што тие се разбира заслужуваат многу модерен систем за осветлување. Значи, прво застарениот систем, потоа недоволната застапеност на канделабри и се разбира старите светилки кои што се во општина Центар придонесуваат да ова сето можеме слободно да кажеме представува голем проблем во нашата општина. Токму затоа донесовме одлука за модернизирање на системот за јавно осветлување или попрецизно со воведување на LED технологија за улично осветлување со современи техники на управување и што е многу битно со надзор. Благодарение на сите бројни предности кои што ги има оваа технологија, LED светилките се сметат денеска, тоа е општо познато за тренд во современото јавно осветлување. Сосема накратко сакаме заедно да ги представиме бенефитите на овој систем, што всушност ќе добиат граѓаните на општина Центар, меѓутоа секогаш кога зборуваме за општина Центар и граѓаните на Скопје, затоа што ова е срцето на градот и во Центар се разбира се движат не само граѓаните на Центар. Како прво и многу битно е безбедноста во општината. Значи целосно осветленост на јавните објекти, училиштата, градинките и игралиштата. Во изминатите години го вративме на голем број места животот во запуштените делови во Центар, направивме паркови, направивме улици, реконструиравме, зелени површини, детски игралишта. Меѓутоа, само преку целосно осветлување на општината ќе возможиме граѓаните на вистина да се чувствуваат безбедно. Со новото осветлување ќе се постигнат следните работи. Ќе се осветлат, значи инсистиравме на тоа сите училишта и градинки да бидат максимално осветлени. И тоа зборам за во текот на целата вечер. Со тоа ќе се заштитиме, односно ќе ги заштитиме објектите и од деликвенција и од оштетување, затоа што знаеме дека за жал во најголем број тие дворови служат за собирање на деликвенти. Потоа ќе се превенират сите разбойнички напади и други форми на насилство и криминал. Потоа ќе се осветлат уличките места кои во моментот не се осветлени во општин Центар, а ги има. Ќе се постават нови светла на нови позиции и се разбира што е многу битно ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот и самата видливост на улиците. Број 2, многу битен сегмент, ќе се постигне економичност. Сакам да внимаваме сите нови бројки кои што се навистина фрапантни на некој начин. Со LED технологијата се нуди значајна заштита на електричната енергија. Општината, или што е попрецизно кажано граѓаните, со новото осветлување ќе заштитат од 60 до 80% од трошоците за енергија на годишно ниво. Ако тоа го изразиме преку бројки, целокупниот проект е проценет некаде околу 2 милиони евра, заштедата од замената е процентена на 3.850.000 евра, што значи дека за следните 16 години колку ще е вечноста на светилките, со модернизација на осветлувањето ќе се донесе заштита од цели 1.769.000 евра. Секоја година во превод општината ќе штеди минимум 250.000 евра, односно 250.000 евра. Кога велам општините, се разбира, мислиме тука на граѓаните, затоа што се знае од каде доаѓаат парите. Второ, можноста за регулирање на светлината дава додатна заштита, што значи дека обновувањето на системот за осветлување исто така ќе ги намали трошоците за одржување, што е многу битен дел во оваа поента да се постигне намалување на трошоците. Број 3, кога сме кај бенефитите, тоа е автоматскиот систем за регулација и детекција на дефектите. Од сега, значи, ќе можеме да управуваме со интензитетот на светлината, се разбира во зависност од денот. Значи, ќе имаме во самата општина еден интелигентен систем за автоматски надзор и управување. Системот сам ќе алармира кога ќе настанат дефектите, што значи дека повеќе граѓаните нема да мора да го пријават дефектот, туку нашиот систем сам ќе јави дека, да кажеме, одредено светло не работи и веднаш ќе се упати екипата на терен, која што е задолжена за тоа да во најкраток може рок го отстрани дефектот. Регулирајќи ги овие светилки во парковите, исто така ќе создадеме и поубав амбиент, затоа што унифицирањето на системот
и на самите светилки низ општен центар ќе даде многу подобар естетски изглед, се разбира, на целокупната територија. Број 4, кога сме кај бенефитот, кај користа од овој проект, а зашто сакаме конечно отворено да поразговараме, бидејќи на нас очигледно се криеле овие податоци, ќе се останат нелегалните поврзувања. Имено при изработката на физибилити студијата откриено дека имаме огромен број на нелегални поврзувања на мрежата во општен центар. Освен приватните лица, за кои што и не е некој изненадување, се открија и поголем број на комерцијални субјекти во нашата општина кои што трошеле енергија на сметка на општен центар, односно граѓаните на општен центар плаќале за некој друг. Со овој систем кој што денеска го промовираме, граѓаните на општен центар нема повеќе да плаќаат за сите оние кои што се диво приклучени. Повторувам, веројатно тука и најмалку се мисли на физички лица, туку откривме голем број на субјекти. Понатаму, кога сме кај бенефитите, уште две од оние поглавните, усмерената светлина нема да смета на стандардите од пониските спратови на зградите. Знам дека тоа сме го констатирале сите заедно како советници, дека имаме голем број на примери каде што светлата, така поставени од поранешните системи на осветлување, сметат на оние што живеат на прв, па дури на втор спрат. Затоа неретко ќе видиме слика како навечер се спуштени ролетните. Ова технологија овозможува да биде усмерено осветлувањето, односно со новите светла прецизно може да се насочат кон улиците, без притоа да светат со еден широк диапазон во прозорците на зградите. Тоа значи дека новите светла има неколку пати поширок лак под која фрлат светлината, нешто што навистина имавме голем број на поплаки. И последно од оние 6 бенефити е, се разбира, заштитување на животната средина. Освен тоа што овозможуваме заштита и подобар квалитет на осветлување, тука ќе се добиви заштитување на животна средина, затоа што преку употребата на природните материјали и намалување на светлосното загадување, навистина ќе го постигнеме ефектот да имаме и заштита на животната средина.